Имаме две опозиции. Една официјална, СДСМ со неколку сателити или човек партии. Со нив и уште една, би ја нарекол, платена опозиција. Невладините кои се финансирани од Сорос и преку секташко однесување врбуваат млади луѓе да работат против Македонија, истакнува Никола Груевски, председателот на ВМРО ДПМН во интервју за Телеграф.мк. Сите невладини организации кои се финансирани од Сорос, кога е на власт ВМРО, работат, се борат повремено и протестираат против нас, а кога е на власт СДСМ, главно работат проекти што се поддржани од СДСМ. Значи, некој од надвор секогаш низ овие 2,5 децении плаќа да му се помогне на СДСМ. Прво, затоа што со таков избор на кадри во раководството, неспособни се самите да дојдат на власт или да се одржат на власт. И второ, затоа што некој сака тие да се на власт, заради некој негов интерес. Никој не дава толку пари без да си има некој интерес од тоа, посочува Груевски, кој подсетува на исто однесување во повеќето земји, особено во Источна Европа и од Балканот. Прашан да биде поконкретен кога станува збор за некои надворешни сили, Груевски посочува дека е политичар на многу чувствителна функција. Кажувам дотаму додека сметам дека нема да им направам штета на државата и на граѓаните. Затоа морам одговорно да се однесувам, но мислам дека на мнозинството од народот горе-доле му е јасно, додава Груевски. Председателот на ВМРО ДПМН, говорејќи за политичката состојба и опозицијскиот лидер Зоран Заев, се надоврза на работата на специјалното јавно обвинителство. Откако не успе операцијата со така наречените бомби да го смени јавното мислење, сега последна надеж му е специјалното јавно обвинителство. И тука да бидам јасен, ние ја поддржуваме институцијата специјално јавно обвинителство, затоа и гласавме за неа. Ние поддржуваме идеја за независно тело во кое веруваат и опозицијата и меѓународниот фактор да ги истражат работите докрај со кои Заев лани се обида да не прикаже во друго светло од она кое сме реално. Но луѓето во ова тело во изминатите 6 месеци покажаа премногу слабости и премногу непрофесионално однесување за да не ја изразиме нашата разочараност и загриженост. За жал, професионален однос, непристапен пристап, непартиска институција, презумпција на невиност, еднаков пристап кон сите и други такви правични и професионални стандарди, ние не гледаме кај повеќето од тие луѓе и всушност гледаме се обратно од ова, додава Груевски во првиот дел од објавеното интервју за Телеграф.мк. Уставниот суд денеска донесе едногласна одлука со која се поништуваат одлуката за распуштање на собранието на Република Македонија од јануари 2016 година и одлуката за изменување на одлуката за распуштање на собранието на Република Македонија од февруари 2016 година. Според судот, одложеното дејство на одлуките е главниот аргумент за оспорување, односно поништување на одлуката за распуштање на собранието. Судот оцени дека не може да се носи одлука за распуштање на собранието со одложено дејство, бидејќи тоа е спротивно на Уставот на Република Македонија. Вкупно 95% од автопатот Миладиновци Штип се пробиени, 9,5 километри се веќе асфалтирани, а се работи и на изградба на мостови, подпатници, надпатници и вијадуктите. Рече денеска премиерот Емил Димитриев, откако во придружба на министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски изврши увид во градежните работи. Како што изјави Димитриев, автопатот вреден 206 милиони евра е во должина од 47 километри, а неговата целосна реализација се очекува да заврши за најдосна една година. Владата истовремено работи и на уште два автопати, Демир Капија Смоквица и Кичево Охрид, но почна и реконструкцијата на две автопатски делници, Смоквица Гевгелија и Куманово Миладиновци. Ова е историски важен момент за државата и за развојот на нејзината економија, зашто првпат паралелно се работи на вкупно 165 километри делници, дел се во градба, а дел се реконструираат, што е инвестиција вредна 800 милиони евра. Ангажирани се околу 2500 луѓе и тоа е сериозен поттик за македонското градежништво, како и за останатите поврзани стопански гранки, подлече Димитриев. Односите на Турција со Европската унија се многу важни, но тоа не е единствената варијанта за Анкара, изјави денеска новиот турски министер за Европската унија Јомер Челик. Перспективата за полноправно членство на Турција во Унијата е дел од државната политика на Турција и ние и натаму се движиме во таа насока. За нас тоа е многу важно, но не е единствената варијанта за Турција, изјави Челик на церемонијата на стапување на должноста. Тој додаде дека односите со Унијата во моментов се на крстопат, пред се заради регионалните и светските кризи. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вчера ја предупреди Европската унија дека Анкара може да ја преразгледа спогодбата со Унијата, доколку Брисел продолжи да инсистира на дополнителните услови за безвизен режим, кои вклучуваат и промени во турскиот закон за борба со тероризмот.